Зошто долета Вашингтонската двојка на Елиот Нес? Во отсуство на морални пречки внатре и институционални пречки во политичкиот систем, најголемите, најстрашните форми на егоизам излегоа на виделина. Беа потребни ваквите изјави и доаѓањето на истражниот тим од Америка тука. Можеме да го видиме само по променетите ставови и изјавите на политичарите, челниците и функционерите, вклучително и од правосудниот сектор, кои до пред ваквите изјави ревносно зборуваа дека се справуваат со корупцијата. Судскиот совет не смее да биде само пасивен механизам кој и реактивен, кој надзира работата на судите само по претставка или по нешто друго. Сметате дека корупцијата како феномен е вградена во секој бизнес денеска во Македонија? Апсолутно да. Ние како општество, не сакам да прозивам ниту една власт, не ми е идејата тоа, но генерално ние сме отруено општество од корупција. Која би било црвената линија од која не би требало да отстапиме во однос на Бугарија? Она што можат да го видат бугарите е дека светот ја признава македонската нација, македонскиот јазик, доаѓаат овде, не убедуваат во парламентот да им веруваме дека навистина е така. Гледате ново издание на Трилинг, добро вечер. Подпредседателката на Европарламентот Кајли е приведена во Брисел за подкуп и корупција. Грчките власти веднаш го замрзнаа целиот имот. Француската жандармерија пак ја тресе владеачката партија на председателот Макрон. Црногорскиот државен обвинител пак Џаџеновиќ е уапсен поради сомневање дека бил припадник на една од мафијашките кланови. Каква врска ова има со македонските состојби? Па се е исто, само правдата ја нема. Разликата е во тоа што во нашата држава се е парализирано поради митоманијата, како нов налет на организираниот криминал. А тој не може да функционира ако немаме или не го познаваме капо ди тути капи во власта. Од тука натаму останува енигма. Зошто долета Вашингтонската двојка на Елиот Нес? Тајновито слета, инкогнито замина. Пораките ги чита Ковачевски, Ахмети, Мицковски. Американската дипломатија е едноставна. Земи или замини. Судството им е црно-бело, виновен или не. Ова е само вовед во уште едно ново издание на Трилинг. Следете не. Првиот министер за надворешни работи, поранешен македонски амбасадор во Обединетите нации, знае од време на време да ја разбранува јавноста, пишувајќи своји колумни. Последната колумна посветена со упадот или американскиот антикорупцијски десант во земјава е само еден од поводите за негово гостување во емисијата. Инаку, антикорупцијската политика на новата американска амбасадорка беше најавена уште во представничкиот дом. Сменета е риториката на приоритетите на САД во Македонија, од безбедносната корпа на внимателно, сега се навлегува во внатрешниот систем на една суверена држава членка на НАТО. Американските антикорупционери дојдоа и си замина. Дојдоа без повик од владата, со сериозни предупредувања дека корупцијата го еродира општественото и политичко ткиво. Професор Малевски, вие во последната колумна пишувате: нејасно е како ќе се ловат корумпираните поединци и ќе се судат во една суверена држава. Дали ќе се излечат крупните зверки и оние големи предмети кои можеби веќе подолг период зафатија прашина? Сушност, кога една странска држава, па макар и Америка, интервенира во внатрешните работи на сојузничка држава, тоа може да се оствари само преку некаков пример. Тоа е она што ми се чини тие ќе се обидат да покажат. Има неколку случаи коруптивни од високата политика кои што се заташкаа, ги покри прашина, времето помина, а за кои што тие се запознаени. Мислам дека со
со овој нивен обид да интервенираат, се сакаат практично да го срушат тој ѕид на коруптивна одбрана на еден фронт, високиот фронт. А потоа на македонското општество е да си ги тера работите како секоја друга демократија. Пишувате дека нечестното измамничко однесување и злоупотребата на моќта го признаа сите соговорници на амбасадорката Агелер, но тоа го направија сега, иако на почетокот, кога американската амбасадорка пристигна во земјава, ставот беше на државно владиниот врв дека прават се и дека во земјава нема корупција. На што се должи сега ова ретерирање во опозициите? Се уплашија? Тоа се должи на бегање од една многу тешка задача. А тоа е задачата како ние да се справиме со корупцијата. Кога пред години основачите на Американската република размислувале како да го дизајнираат својот систем, Џорџ Вашингтон рекол доблесните луѓе се многу малку и ние не можеме врз основа на тие доблесни луѓе да го дизајнираме систем. Нашиот систем поаѓа од предпоставката дека сите луѓе како човечки суштества се склони кон плячкосување и се склони кон лична промоција. Оттаму ние мораме да направиме еден систем кој што ќе стави контрола на таквото поведение. Ние такви длабочински анализи никогаш не правиме во македонското општество, за да разбереме за што станува збор. Ние демократијата ја доживеавме како напад, десант, поминавме од еднопартиски систем во повеќе еднопартиски системи, пак би рекол, меѓутоа не во една осмислена концепција како да се воспостави контрола врз таа темна страна на човековото поведение која е склона кон узурпација на моќта. Дали во оваа вашингтонска интервенција препознавате всушност или ка американците гледате дека ги пронајдоа или детектираа слабостите каде ние всушност потврламе, а при тоа препознаваат меѓусебно заштитништво меѓу политичката, бизнис и судска власт? Она што мене ме замислува е дека тие зборуваат не само за некои ексцеси во политиката, туку за македонското општество како корумпирано општество. И сега тоа треба да не замисли малку. Зошто целото општество е корумпирано? Ние корупцијата ја врзуваме за мито. Ти дал пари, земал пари, дали е целото општество тако? А всушност корупцијата е едно нечесно, измамничко поведение од позиција на моќ со цел за лична корист на сметка на други. Сега внимателно ако се погледне оваа дефиниција и ако се стави на проба на разните нивоа на одлучување во македонското општество, ќе видиме дека на вистина нашето општество е корумпирано. На правосудниот сектор во Северна Македонија му требаат повеќе истраги и гонење за да се покаже дека никој не е над законот. Десетина беше деновиве американската амбасадорка Агелер. Колку е реално да се очекува дека ќе се успее во сузбивањето на криминалот и корупцијата во ситуација кога, само ќе ве потсетам дека и формирањето и работата на специјалното јавно обвинителство беше проект на Вашингтон и Брисел, па СЈО доживеа фијаско. Многу тешко ќе биде тоа, многу тешко ќе оди. Општеството во целина кај нас не е спремно да се соочи со тоа. Можно ли е луѓе од, да речеме, правен факултет, кој да е, да не се сметаат одговорни за квалитетот на
адвокатите, правниците, судиите. Може ли? Може кај нас. Од правните факултети во Македонија, колку ги има, најгласни се во критиката. Меѓутоа, она што викаме коруптивно поведение, како нечесно, измамничко, кое што се должи, кое што работи од позиција на моќ за лични, а не на сметка на други, тоа е на сметка на студенти, тоа е на сметка на студии, тоа е на сметка на квалитет, кој никогаш не е тема на разговор. Професоре, неказнивоста, селективноста, нефункционалноста на системот се само дел од аномалиите во македонското политичко и општествено подневје. Се стремиме кон Европската Унија, ние немаме всушност европски манири. Менталниот склоп ни е сосема поинаков. Па ние сме дел од таа ориентална традиција. Тоа е она мислење кое све заташкува, замаглува, замрсува. Некои балкански клопчиња на лични, врзани со политички, со државни, со други интереси. Никако не можеме да ги размоткаме. И бидејќи доминантната психологија е таква, луѓето си попуштаат едни на други. Доаѓањето на тимот за санкции од Соединетите Американски држави го реактуализираше помалку подзаборавениот случај Маџар Телеком, каде Њујоршкиот суд ги казни директорите на оваа компанија, а во Македонија овој процес никако да дојде до самиот крај. Тука се споминува сума дека се делеле помеѓу 2,5 милиони евра провизии. Можеше да се очекува, и јас мислев дека е тоа само прашање на време, иако зема многу време, додека американците не реагираат, бидејќи дел од таа коруптивна сделка се префрли и кај нив. Како некој вид инфлуенца, нели? Они работат со нивните институции таму. И корупцијата практично од Македонија завршува во Америка, како веќе тоа ќе го објаснат економистиве и другите кои го следеа, и практично ние делуваме како некој вид зараза, нели? Овој дел ќе го завршим со уште еден цитат од вашата последна колумна, каде што пишувате да се паѓа во очај пред нашиот ориентален митаџиски менталитет кој не знае за отчетност, па заташкува, мрси, раскашавува се и да не се превзема ништо додека работите не се сменат во свеста на луѓето, не е решение. Не е решение ниту акција на истражната комисија од Америка. Комбинација од американски и германски пристап е исправниот начин да се удри по корупцијата во Македонија. Не дека корупцијата ќе исчезне. Ја има и на Запад, и секаде има, меѓутоа, зашто исчезнала борбата против корупцијата е прашањето. Ама вистинската, посветена борба. Овие примери од големата политика се многу важни, оти тие, нели, се примери за сите. Меѓутоа исто така велам треба да се работи на свеста на луѓето дека таквото поведение го руши политичкиот систем на земјата. Во отсуство на морални пречки внатре и институционални пречки во политичкиот систем, најголемите, најстрашните форми на егоизам излегоа на виделина. Може ли да се стигне со договор до Бугарија на принципот на реципроцитет? Меѓународната политика е специфична сфера и тука не треба да се меша со домашната политика и да се однесуваме исто како дома. Во надворешната политика самиот израз надворешна ти кажува дека некои работи се вон од твојот дофат и вон од твојата моќ.
секога ние на дофат имаме своја држава дома, имаме своји институции, па не успеваме да ги решиме работите како што сакаме, а камоли во надворешната политика. Надворешната политика е една многу специфична сфера и многу опасна сфера. Нели? Тамо воопшто не треба да се изедначува домашното право со меѓународното право. Тоа е право на координација, на договор. Тука моќта игра најважна улога, интересите се многу битни. Сето тоа треба да се земе како пресметка. И фактот дека во тоа страшно море на меѓународната политика пливаат и китови и сардини, нели? Има несрекни китови, има срекни сардини, како Данска, Шведска, Швајцарија и така натаму, така што човек треба да се знае, да се димензионира. Инаку гневот на една мала земја кон надворешен притисок не треба да ја парализира во барањето решенија. Притисокот е начинот на кој што се решаваат работите во меѓународната политика. Значи, да се принуди другиот да го направи она што не би го направил без таа принуда. Тоа е она што е начело кое важи. Повиците на меѓународното право, на моралот и така натаму, тука веќе не важа. Така што ние премногу време изгубивме не разбирајќи ја меѓународната политика, а меѓутоа она што е многу интересно за мене професионално е што и после грчкото искуство ние пак исто се однесуваме. Значи повторно исто. Не велиме научивме лекција, 25 години не држаа во место, а сме можеле да бидеме многу напред и мора тука нешто да сме сгрешиле за да на крај завршиме со компромис со кој што нели никој не е посебно задоволен затоа што отстапките беа далеку поголеми од колку што ќе беа пред 20 години кога одбивавме секаков разговор. Така што доволно е да се погледне примерот и да се научи дека сега ние треба да тргнеме во пресред, храбро во решавање на еден друг проблем кој го имаме со соседите и да не ја повториме тоа страшно доцнење со грчката Професоре, приказна. кога велите треба да навлеземе храбро да го решиме проблемот, како да го решиме проблемот? Во ситуација кога најпрво внатре меѓу политичките елити има разногласие или различен пристап и оценка како да се дојде до решение, што е вашиот сугестија? Видиш, Кога дел од интелектуалците ќе споменат се обидуваат да не разнебитат, да не го оспорат јазикот, идентитетот. Да. Она што се случи со бугарската тема е нешто слично и со грчката. Ја укажував на тоа и пишував. А тоа е дека стана дел од домашната политика. Значи, нула координација на врвот меѓу власта и опозицијата, нула. Тотално несогласување, обид на опозицијата тоа да го искористи како тема за да дојде на власт. Иако е свесна дека самата нема да може да го реши. Но испаѓа дека не е важно да го реши. Ако не е важно да го реши, нема Европска Унија, што ќе рече тоа е прилично плитко умно, нели? И да не речам коруптивно поведение за лична ќар да се дојде на власт, а на сметка на други. Кои други? Народот. Меѓутоа, тоа е... Демократијата е право да не се согласуваш. Но треба да се знае до каде ти, повторно оној морален кодекс во себе,
До каде ти ќе одиш во тоа несогласување? Ако видиш дека ја водиш државата во стагнација, во пропаст, да не може да си ги оствари своите стратешки цели преку Европската Унија, тогаш ќе речеш, чекај, ја до тука ќе ода. Не. Се пука од сите орудија, само и се користи тоа, нели, ако некој читал некои други книги, да речеме како јас, и дошол до некои други заклучоци, не за сегашноста е све окей, за пред 100 години, тоа не е дозволено. Такво поведение. Или, ако некоја политика, како што е сегашнава, вели, ке одиме храбро во решавање на тој проблем и во промена на уставот, со вклучување на бугарската етничка заедница, за да ни се отвори целосно патот, вие викате не. Не на тоа. Ке блокираме. Значи ке стоиме. И тоа е тоа прашање кое што требаше уште да се апсолвира меѓу политичките елити од сите страни. Тие премногу сериозно. Ние не го свативме. Не свативме сериозноста на грчката тема. Ја злоупотребувавме. Двете партии, СДС, ВМРО, се менуваа во тие 25 години. Немав никакви фини односи. Која би било црвената линија од која не би требало да отстапиме во однос на Бугарија? Велите, од една страна треба храбро да се влезе, меѓутоа, јасно ни е дека ни власта, ни опозицијата може да застанат заеднички во градењето на позиции. Види Гораст, ова не е веќе време на студена војна. Кога македонската нација можеше да се гради во сојуз со 6 други народи, држави, 5 други, нели, народи, држави, заштитена со железна завеса кон Бугарија, студена војна и така надале. Ова е друга ситуација. Ова е отворен свет еден, веќе. Во тој отворен свет на информации од сите страни кои доаѓаат, лесно може секој да види за што станува збор. Она што можеш да видиме ние, она што можат да го видат бугарите, е дека светот ја признава македонската нација, македонскиот јазик, доаѓаат овде, не убедуваат во парламентот да им веруваме дека навистина е така. И со тоа ние сме си ја обезбедиле својата сегашност и својата иднина. Сега ние се расправаме, заглавени сме за минатото. Затоа што мислиме дека ако кажеме дека некогаш словенското население кое што се образувало во екзархиските школи, бугарски, на територијата на Отоманското царство, пред 100 години, развило бугарска национална свест и дека со тек на време тие луѓе кои ги имале таа свест, како Гоце Делчев или Мисирков, дошле до идеја дека нема спас за Македонија ако не тргне по патот на создавање на своја држава. И од тука и, особено после Илинденското востание, имаше едно прекрасно интервју со некој бугарски интелектуалец, кој вика, па знаете ли вие дека ние, бугарите, не упативме нити протестна нота, вика, за поведението на турците после Илинденското востание. Знаете ли за тоа? Па потоа, да не се лутат македонците за тоа, па сигурно дека се лутат. Знаете ли дека ние, нашиот цар, потпиша таен договор за поделба на Македонија со Србија и со Грција. И за тоа да не
ни се лутат македонците. Сакаше да каже, знаете ли, вели, дека стрелавме 12 младинци само заради не знам која причина во текот на Втората светска војна. Па тие, како тоа не би имале гнев и чувство на посебност во однос на нас. Така што разумен еден диалог може да доведе до решение, само треба малку повеќе, мислам, и координација во власта и разговор со опозицијата, ако може да се престане со злоупотреба на такви теми, за пред 100 години, кои не коштаат сегашноста и иднината. Ќе измрзнеме некоја зима, ама Ние ќе се навраќаме кон минатото. Ама ние да видиме кој бил, чиј бил, твој бил, мој бил и така натаму. А приказната, според мене приказната е многу едноставна и многу храбра и имаме на основа на што ние да стоиме и да се бориме. Ама со нови средства сега веќе нема студена воја. Гледај што се случува со клубови сега. Сето од каде? Тоа е значи една територија, Европска Унија. И почнуваат сега разноразни клубови. Нити државата може да ги контролира, често ги инспирира некогаш. Некогаш не може ни да ги контролира, ете богати луѓе, фрлаат пари, ќе им отвориме 20 клубови уште сега, па после вајде ќе им ги отвориме и главите, сака да каже. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Молам. Поштовани речи, тоа беше Денко Малевски, првиот министер за надворешни работи во самостојна Македонија и екс-амбасадор во Обединетите нации. Стратегија за борба против корупцијата имаме и таа е усвоена од собранието во 2021 година. Но очигледно таа функционира само на хартија, на декларативно ниво. Зошто потврдуваме во делот на битката против корупцијата? Во ова издание на Тренинг разговарам со Дарко Аврамовски, директор на Коалицијата за правично судење. Дали требаше Вашингтон да реагира за да се свестиме дека потврдуваме во битката против корупцијата? Тоа е многу добро прашање и би било тешко да се одговори зошто во пракса не ни функционираат законите и стратегиите, меѓутоа факт е дека поголемиот проблем со кој што се соочува нашата земја е токму имплементацијата дали на законите, дали на подзаконските акти, вклучително и вакви стратегии и акцијски планови. Забележано е тоа и во извештаите и од Европската Унија и од Советот на Европа дека земјата има добра законска рамка, има добра поставеност на системот, меѓутоа очигледно дека во пракса не ги спроведуваме тие начела и принципи онака како што се замислени. Делумно тоа се должи, имајќи предвид дека работата на коалицијата е првенствено научно-истражувачка, сметаме дека тоа делумно се должи на тоа што се нема посветено доволно внимание при подготовката на ваквите стратегии и акцијски планови. Не се направени соодветни истражувања за да се види на што се должат во практиката проблемите со кои што се соочуваме, каналите на корупција и корупцијските ризици и потоа да се направат и истражувања преку кои би се видело кој пристап за решавање на тие проблеми би бил најсоодветен. Затоа, за жал, често се случува ваквите стратегии или реформи да се сведат на една обична чеклиста на донесување на некои нови закони, подзаконски акти, прописи и така натаму. Дали доаѓањето на американските антикорупционери е всушност порака и до домашните дека всушност ние немаме капацитет да одговориме на предизвиците? Дали тоа И зошто во овој момент Вашингтон интервенира? Моментот искрено не знам зошто е избран конкретно овој момент, меѓутоа да, очигледно е дека се сака да се прати определена порака дека тие се свесни како стојат работите во праксата и дека мора да се издействува да имаме некакви промени. Бидејќи земјава е стратешки партнер на Америка, меѓутоа стана и земја членка на НАТО, исто така и земја кандидат за членство во Европската Унија, еве се отвори процесот на преговорите, така што
Имајќи предвид дека и на сите овие организации и земји приоритет им е стабилноста, владењето на правото и борбата со корупцијата и организираниот криминал, е сосема очекувано дека тие ќе се посветат да и помогнат на некој начин, да и пружат поддршка на нашата држава да се справи со овие проблеми. Дека беше потребно беа потребни ваквите изјави и доаѓањето на истражниот тим од Америка тука, можеме да го видиме само по променетите ставови и изјавите на политичарите, челниците и функционерите, вклучително и од правосудниот сектор, кои до пред ваквите изјави ревносно зборуваа дека се справуваат со корупцијата и дека немаме толкови проблеми со корупцијата, за по овие изјави тие да признаат дека да, навистина имаме проблеми со кои што тешко можеме да се справиме. Убавите зборови не се доволни за борба против корупцијата, граѓаните очекуваат резултати. Ова е порака од евроамбасадорот Дейвид Гир. Дали ова е пораз за државно-владиниот врв? Мислам дека повеќе се сведува на тоа дека повеќе отсуствува волја отколку капацитет за да се унапредат и да се подобрат нештата. И мислам дека токму заради тоа и меѓународната заедница има вакви поексплицитни изјави кога станува збор за ангажманот на земјата за борбата со корупцијата и организираниот криминал, како некаков обид да се направи меѓународен притисок земјава конечно да почне длабински да работи на овие проблеми, бидејќи скажавте и самите дека имаме стратегија за борба со корупцијата, имаме стратегија за реформи во правосудниот сектор, меѓутоа во пракса сите оние големи случаи иницирани за организиран криминал и корупција кои вклучуваат сегашни или поранешни државни функционери се уште траат. И по 5 години од владењето на оваа гарнитура вината се бара или алиби се бара во времето на владењето на Груевски, ВМРО, ДПМН. Политиката не ја следам до тој степен за да можам да го коментирам тоа од таа перспектива, меѓутоа можам да кажам дека е одреден трейдмарк на нашите институции, вклучително и политичарите, да ја префрлаат одговорноста и да не превземаат одговорност дури и онаму каде што треба. Тоа може да се забележи и од изјавите на јавните обвинители, судиите, судскиот совет, советот на јавните обвинители, тие постојано тврдат дека прават се што е во нивна моќ, меѓутоа некакви надворешни фактори ги спречуваат да постигнат вистински резултати. Следите тренинг, мој соговорник е Дарко Аврамовски, директор на Коалицијата за правично судење. Господин Аврамовски, како е возможно без ден искуство како судија Весна Дамева да биде избрана за председател на судскиот совет? Зошто никој не реагираше изминатиот период на тврдењата на незината предходничка председателката Црвенковска дека била подолг период на притисок од страна на политички бизнис мокници, вклучувајќи дека се водило медиумска хајка против неа, а при тоа не погледнувајќи во сопствениот двор, имајќи во предвид незината директна или индиректна инволвираност околу сомнителното пропаѓање на Евростандард банка. Многу е сериозно кога ќе се нафрлат такви наводи за притисоци врз судскиот совет, дали станува збор за бизнис елити, политички елити, сеедно е сериозно кога ќе се нафрлат такви обвинувања и нема да се понудат никакви докази околу тоа, повеќе информации околу тоа, активирање на правните механизми и сите оние постапки кои стојат на располагање за да се расчистат ваквите случаи и да се спречат и санкционираат оние лица кои се обидуваат да ја злоупотребат функцијата и воедно на коруптивен начин да влијаат врз судскиот совет. Оттаму мислам дека навистина доколку постоја такви индиции требаше председателката дали тоа јавно да го поранешна председателка, сега се извинувам, дали тоа јавно да го објави или да поднесе кривична пријава до јавното обвинителство, меѓутоа сметам дека е несоодветно само да се даде таква изјава како причина за заминување од позицијата председател на судскиот совет без да се каже ништо повеќе околу тоа. Бидејќи и самата оставка беше дадена само од позицијата на председател на советот, а не и како член на советот на судскиот совет. Дали не препознавате ерозија на судско-обвинителскиот систем во ситуација кога се избираат суди без елементарно професионално искуство, се избираат обвинители по принципот на блискост со одредени политички фактори,
последниот пример или последниот избор на новиот шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и борба против корупцијата Ислам Абази и неговата близкост со ДУИ на некој начин направи брз скок во својата професионална кариера. И колку изборот на вакви личности може да има непристрасен однос и носење на одлуки според непристрасен принцип. Да, знаете, ова се само дел од примерите на вакви случаи кои се случуваат во изминатиот период и кои неминовно ја деградираат јавната доверба во судството и перцепциите за постоењето на корупција и независност на судскиот систем, вклучително и обвинителите. Се согласувам со вас дека треба многу да бидат загрижени и судиите, и обвинителите, и судскиот совет, и советот на јавни обвинители, бидејќи ваквите случувања, без да имаат некаква посериозна реакција од нивната страна. Реакцијата не секогаш мора да биде во насока на барање на одговорност за тоа што се случило, меѓутоа мора да биде во насока на превенирање и надминување на сите оние фактори кои можат да придонесат во иднина повторно да се појави некоја ваква ситуација, бидејќи на толку скандали во судството, ние веќе не можеме да си дадеме простор за грешки. Треба да се постапува многу сериозно, многу внимателно и треба да се работи и надвор од она, да се вложува екстра труд, знаете, надвор од она што го сметаме за добро управување и владење. Треба многу повеќе од тоа да се пружи, за да може некако да се врати довербата на граѓаните во судството и вклучително и перцепциите и на меѓународната заедница за посветеноста и за капацитетите на земјава за справување со организираниот криминал и корупцијата. Дали ќе следува расчистување или ново прегрупирање во судско-обвинителската сфера? Сакам да се надевам дека конечно ќе се започне со некаков процес на зајакнување на интегритетот на чинителите и дека овие реформи кои ќе бидат кои ќе продолжат понатаму во иднината, вклучително и новата стратегија за реформи во правосудството, стратегијата за борба со корупцијата на судскиот совет во правосудниот сектор и така натаму, сакам да верувам дека ќе вродат со некаков плод. Меѓутоа, за жал, за сега немаме нешто што покажало дека институциите се спремни да направат некаква сериозна и драстична промена во својот пристап. Како ви се чини дека всушност Академијата на судии стана легло на помалку неодговорно однесување и носење на одлуки на принципот на блискост, на принципот на ало, да се доаѓа до степен да се избираат суди, адвокати, обвинители, без никаков критериум и стандарди. Конкретно Академијата, бевме сведоци и на случајот со 30 кандидати за јавни обвинители кои ги имаа фалсификувано своите дипломи за познавање на странски јазик. И никој не презеде одговорност. Не се презеде одговорност, до ден денес не знаеме што точно се случи со тие кандидати. Некои од нив можеби веќе и работат како обвинители, ако не и сите од нив, што сериозно дава впечаток на таква ерозија на системот како што напоменавте и претходно, на тоа доколку се надоврзат скандалите кои излегоа со полагањето на правосудниот испит, отсуството на образложенија на одлуките за избор на суди или на јавни обвинители, вклучително избор на судии во повисоките судови. Сметам дека сето тоа придонесува на перцепцијата за една таква затвореност и за широко распространета корупција во редовите на судството и правосудниот сектор. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Фала и вам. Почитани гледачи, тоа беше Дарко Аврамовски, директор на Коалицијата за правично судење. Хрватски политички ѕверки, бизнис тајкуни завршија зад решетки. Големи судски процеси се водеа против екс-премиерот на Хрватска Иво Санадер. Судски процес се водеше и против хрватскиот тајкун Тодорич. Судски процеси се водеа и против градоначалникот на Загреб Милан Бандич. Како Хрватска го реформираше домашното правосудство? Хрватска стави приоритет на борбата против организираниот криминал.
Процесите кои вие ги спомнавте против поранешниот премиер Санадер, против Бандич и мислам кој почина во меѓувреме, нели не ја истера постапката до крај, вродија со плод. Значи, тие афери како Фими Медија беа процесирани во јавноста, мислам, беа објавени во јавноста и одлично процесирани од страна на судовите. Вродија со плод со тоа што Европската комисија даде позитивна оцена за Хрватска во борбата против организираниот криминал. Хрватска моментално се соочува со други предмети на организиран криминал од страна на Европското јавно обвинителство, обвинителката Ковеси, кој ги покрена против поранешната министерка за култура Габриела Жалац и останати членови на поранешните влади на Санадер во однос на миспроприација на европски фондови. Така што борбата против организираниот криминал продолжува и е секако приоритет на хрватските власти. Што направи Хрватска пред влезот во Европската унија во делот на реформирање на хрватското правосудство? Исто како што прави секоја земја, Чомовски. Значи, Хрватска, заради Хрватска беше измислено поглавје 23, односно реформите во правосудството. Реформите во правосудството предвидуваат обсежни реформи, не само козметички реформи, и донесување на секако консистентна стратегија и акцијски план за реформа на правосудството. Прво и основно се зајакна надлежностите на судскиот совет и советот на јавни обвинители, се зајакна и покрај капацитетите, меѓутоа се зајакна и транспарентноста на тие тела. Академијата за суди, односно правосудна академија, стана единствена централна точка за влез во судството во Хрватска, се зајакна етичките компетенции со организирање и самоорганизирање на тела внатре во судската власт. Меѓутоа, овие измени не дојде од страна на Министерството за правда, ниту од надворешно тело, не дојде од самите суди и носителите на судските власти. Претежно од Судски совет и Врховен суд на Хрватска, кои заедно успеат до некој степен да постигнат независност, не? Колкава е довербата на хрватските граѓани во делот на судството и кај делителите на правдата? Во Хрватска на високо ниво. Некаде околу последните проценти кои анкетите ги покажуваат, анкети во однос на Агенција за статистика и невладиниот сектор, укажуваат негде на 37 или 39% доверба на граѓаните во правосудството, иако мислим тоа според мене може да биде и поголемо, меѓутоа во секој случај довербата на правосудството е поголема отколку во Република Северна Македонија. Кај нас имате обратен процес, кај нас имате властите каде што сека политичка партија или кој да е во изборна кампања, ветингот на судите го најавува како инструмент за заработување на повеќе поени. Не разбирате. И самото тоа што најавувате ветинг во суди, имплицирате дека правосудството е без контрола. И просечниот граѓанин нормално дека тоа го купува, не? Сметате ли дека евентуалниот ветинг во македонското правосудство би можел да даде резултати и кој тоа би го спровел? Или кој би требало тоа да го спроведе? Тоа е добро прашање. Видете, значи ветингот не е само секунда, се извинувам. Значи, ветингот, и сум напишал и во колумни, сум ставил и на поранешни гостувања во вашата ценета емисија, сум бил изричито против ветинг, бидејќи по моје искуство. Меѓутоа, моето искуство и моето мислење не е битно. Битно е што меѓународните документи и мислења кажуваат за тоа. Имате ветинг во Албанија кој се случи од страна на судите, каде што буквално имавме застој на целиот судски систем, на сите предмети. Граѓаните не ја добија нивната правда, ниту во кривична постапка, ниту пак во како жртви, не, и буквално во граѓанска постапка. И Европската комисија излече заклучок од тоа дека повеќе ветинг нема да го препорачува како метод или инструмент за придобивање на судската независност. Над тоа, Венецијанската комисија укажа на постојањето дека нема меѓународни инструменти, односно нема модалитет предвиден во меѓународните договори за независност на правосудството за ветинг, односно нема инструмент како би се разграничила поделбата на властите.
конкретно во ветинг. Во последното мислење на Венецијанската комисија, апропос мислењето на Советодавниот совет на европските судии, Венецијанската комисија утврди дека ветингот не може да се изврши, дека е негативно решение, бидејќи задира, бидејќи во конфликт со началото со членот број 6 од Европската конвенција за човекови права, каде што кажува дека судската независност е интегрален дел од фундаменталните демократски принципи и сепарацијата на властите не. И Венецијанската комисија изричито упатува на тоа дека не смее да има ветинг како модалитет или начин за прочистување на независноста на судството. Ако според вас ветингот не е решение во македонското правосудство, како до неселективна правда и ефикасни и брзи судски процеси? Да, ние можеме да го следиме македонскиот пример чомовски, бидејќи видите, имате професионални суди кои се едуцирале кроз целата кариера, имате суди кои секако не се добри, не се подобни да бидат суди, меѓутоа со ветинг ги ставате сите јаболка во една кошница и го валкате интегритетот на добрите суди, да ги кажем добрите суди. Хрватска и го следеше моделот на Австрија, го следеше моделот на Словенија и другите западноевропски земји, каде што судите само регулативно почна да ги прават реформите во правосудството, односно да го прочистат правосудството од неподобните суди и воено да зголемат ефикасноста при решавањето на предметите. Го имавме на конкретно, ево, дека го земам мислењето на Советодавниот совет на европските суди. Таму кажува два параметри клучни за само прочистување, односно само ефикасност на судството. Првиот параметар е проверување на имотната состојба на страна на судите, од страна на претседателите на суди, каде што оверсайт, односно на надзор ќе има Врховен суд. Тоа е само регулација. Втората предпоставка или вториот столб е конкретно за јакнување на само регулаторните тела, како Советодавно тело за етика на судите, каде што телото со преку активности ќе биде видливо и ќе лобира во името на судите и ќе кажува што е точно, што не е точно и секако тука неизбежна е улогата на судскиот совет. Судскиот совет не смее да биде само пасивен механизам кој и реактивен, кој надзира работата на судите само по представка или по нешто друго. Екологистик сервис е приватна компанија формирана во 2018 година, која за кратко време високо се позиционираше на листата на пазарот на приватни поштенски услуги. Вечерва во Трелинг господинот Игор Гешовски, главен извршен директор на Екологистик сервис. Господине Гешовски, во време во кое некако се завршуваме на брзина на интернет, живее ли сте уште на традиција на испраќање честитки, особено популарна во овие празнични месеци и денови? За жал, скоро и да ја нема. Нашите сервиси се фокусирани на испраќање на пакетчиња, пакети, поклони. Има многу ретко некоја честитка. Таа традиција, за жал, со современите технологии и начин на живење веќе во изумирање и се помалци. Вашата компанија постои на пазаров повеќе од 5 години. Генерално ја поминавте ковид кризата, сега сме длабоко навлезани во финансиската криза. Како ги оценувате мерките на државата кога станува збор за финансиската и економска криза? Видете, ние како мала држава, како држава со слаб буџет, како држава која нема големи ресурси или има многу слаби ресурси, реално не се следовме најдобро, но тоа не е одлика само за нашата држава, генерално и реонот, да не кажам и цела Европа во однос на кризата. Жално е тоа што ние сепак, иако сме толку сиромашни, успеавме да имаме најголема инфлација, најголемо покачување на цени. Мерките што се носат, немаме правична оценка дали се правилни, дали имаат ефект. Во крајниот случај ќе се осети сериозно врз населението и тие што се најпогодени од това. И тоа не треба да го дозволиме како општество. Мора да направиме систем на други вредности за да можеме да одговориме на оваа криза што не е пријатна за никого. Какви се предвидувањата за 2023 година во однос на инфлацијата и цените?
тоа стампедо на инфлација генерално многу тешко ќе се справат и по-силните економии од нас. Ние сме извозно, односно увозно зависна држава. Генерално, за жал, и од храна увезуваме голем дел од работите од надвор, што не треба си го дозволиме, имаме барем потенцијал за тој дел. Енергетиката си го направи своето влијание дополнително и нормално државата колку што има простора, нема голем простор, треба да носи соодветни мерки и треба да има една правична оценка во смисла дека има компании или сектори кои прават пари, тие треба да бидат пооптеретени во моментот за да помогнат сега на населението, на фирмите, на државата, полнејќи го буџетот. И тоа ќе биде една сатисфакција, едно блажување. Нас се случува чудни работи, например, се уште го одобрува државата финансирањето во станови, што е сосема погрешна политика. Денеска гледате секој што има пари затвора во станови, а тоа е непродуктивна работа. На крај ќе почнеме да се издаваме сами на себе станови, бидејќи продукцијата е огромна, цените растат нереално, ама тоа не носи развој во економска смисла. Ние станавме многу зависно увозна држава и тука мора да направиме на тој план да субвенционираме одредени гранки, да потикнеме, да дадеме можност на луѓето кои имаат храброст да влезат во одредени бизниси, да го подобра тоа. Деновиве некако малку повеќе се афирмира темата борба против корупција. Сметате дека корупцијата како феномен е вградена во секој бизнис денеска во Македонија? Апсолутно да. Ние како општество, не сакам да прозивам ниту една власт, не ми е идејата тоа, но генерално ние сме отруено општество од корупција на секој чекор. И мене ме плаши моментот што никој не посегнува по правите чекори да се намали корупцијата. Пример, дигитализација, сите влади зборат. Никој не направи никаква дигитализација. Видите на еден до друг шалтер во државна институција, им вадите еден документ, му го предавате на другиот шалтер. Второ, со дигитализација ќе се намали можноста кој предмет го земал преку ред, кој отворил, кој го решил. Многу работи ќе се... Никој не работи на тоа. Се трошат огромни пари, сите институции плаќаат некои системи и софтвери, еден тотален хаос, едно тотално општество кое мислам дека залутало во правецот и тоа ќе ни треба одгромно време да го одлавиме. Ние сме во сериозна криза секаква, не е само економска, политичка, него реално немаат луѓето више доверува во системот, во институциите, тоа ме плаши. Ние мора да преземеме брза акција да го санираме. Ние сме во фаза каде што гори, во сите сектори, по сите основи гори. Не е само тука корупцијата, дали правосудниот систем, одете во здравство, во секој сегмент на нашето живење и никој не покренува конкретни иницијативи. Сите чекаат само некој тендерче да дојде ако може да се изгребат. Сите работат на маркетинг, да искочат во емисија да раскажат некоја приказка, ама бројките и фактите се поразителни за целата држава и тоа е опасно момент. Го започнувате бизнисот со 10 вработени во 2018 година. Тогаш еден автомобил марка Југо и неколку велосипеди. Денеска броите над 250 вработени. Практично логистиката е најважниот елемент во вашето работење. Колку време е потребно за да се достави една пратка од страна на Екологистик сервис? Многу тешко прашање да се одговори. Генерално ние ги работиме сите модни брендови, сите спортски брендови. Тоа не прави ексклузивни во однос на останатите компании во регионот. Значи ние конкуренцијата сме успеале да ја споиме. Се трудиме да бидеме што е можно подобри. Јас знам дека патот што сме тргнале да го одиме уште многу имаме да одиме. Но генерално што не разликува од другите, не само кај нас тука и во регионот, ние имаме интегрирано повеќе сервиси. Ние можеме во Скопје за 1 сат да доставиме пратка. Тоа се брзи пратки. Другите сервиси или големите служби не може да го испочитуваат тоа. Можеме пратка во Македонија во исти ден да доставиме, што ја прави многу атрактивна услугата за луѓе кои имаат бизнис, потреба од делови, од сервиси и било каква друга примена, палекови и така натаму. А што вели вашата корпоративна статистика, кој повеќе испраќа, мажите или жените? Па видете, јас мислам дека жените повеќе купуваат, ова е мое мислење, а мажите повеќе испраќаат и тоа е добро да биде така. На почетокот на оваа година во едно интервју велите си зададовме за цел оваа година да се обидеме да направиме квалитетен сервис за регионално да можеме да одговориме на потребите на граѓаните и компаниите. Деновиве го промовиравте и проектот Балкан Експрес Деливери. Ние како македонци во регионот немаме проблем за пенетрирање на ниеден пазар. За разлика од другите држави има сегде некои недојасноти, судири и така натаму.
Зборам за пазар кога зборам мислам за Косово, Албанија, Србија, Хрватска, Босна, Црна Гора. И ние како македонска компанија можеме многу лесно да се позиционираме и да не представуваме опасно за никој, а во суштина да го направиме модулот за размена. Ние сме во една ситуација каде што пратките или добрата од други дестинации далечни како што Америка и Кина побрзо доаѓаат него да порачате нешто од Босна, Црна Гора, Србија, Македонија. И тоа е поразително за сите нас. Тоа го зборев и на e-commerce конференцијата, а тоа зависи од самите нас. Колку побрзо се разбудиме, толку ќе дадеме подобар придонес за развој на економијата, особено за малите и средни предпријатија и индивидуалните произведувачи кои ги има многу кај нас, ќе им овозможиме поголем пазар, поголема можност за заработка. И тоа е важно во овие услови. Кога споменавме конференцијата, каква е состојбата во моментов со онлайн купувањето? Онлайн купувањето е во нагорна линија кај нас. Генерално се вратија нормите пред ковидот, тоа се негде од прилика од 35 до 40% пораст годишен. Уште една работа видовме на пазарот, дека нема квалитетна услуга на правење на вебсајтот. Тоа го добивме нашите клиенти, каде што немаат комплетен сервис. Значи, нашите луѓе не нашите по широката средина кај што живееме не е обучена или нема едукација за работа преку вебсајт продавници, претежно преку фејсбуци и така натаму. Господине Гишовски, имате чувство дека државата придонесува на каков било начин во напредување на онлайн продажбата? Многу интересни теми отварате. Видете, државата спие во овој дел. Ама тотално спие. Ние имаме од меѓународни институции, банки, потикнување на e-commerce продажбата. Значи, ви даваат 70% гратис да направите вебсайт. Кај нас во државата буквално кузна, ја и не знам што стимулира. Искрено да ви кажам, зашто во моментот светот ова е многу важно што ќе ви го кажам како процес. Ние сме тие пионери што продавниците им ги носиме на луѓето. За разлика од стариот модел кај што луѓето одеа по продавници, губеа многу време, немаа добра представа за цените, за квалитетите, за можностите. Ова сега време е сосема поинакво и сега државата, пример, мора подхитно да либерализира можност, пример, ние како компанија да даваме гаранција за продуктите, односно да може да ги чуваме парите што треба, што ги уплатиле купувачите, недела-две колку е потребно према законите за потрошувачите. Ако има рекламација да може да им гарантираме целосно враќање, нормално под одредени услови да биде комплетно спакувана целосна пратката и така натаму, за да може овој бизнис да се унапреди. Друга работа ќе ли се случи, што за жал секоја се случува, ќе дојдат странски компании, ќе ни го земат пазарот, ќе ни го направат тоа што го викаме Balkan Express Delivery, они ќе спроведат регионална поддршка за размена на пратки и ние само ќе бидеме неми посматрачи, односно ќе им плаќаме за тоа што они ќе ни го прават. И тоа е перцепција. Дали сте спремни да направите нешто сами или тоа го сметам јас како домашна задача. Тоа е наша задача која треба да си ја завршиме. На страна се во ова што го споминавме досега, месецов добивте награда за маж со посебен придонес во општеството. Може да се биде джентлмен во Македонија? Секако дека може. Джентлмен нема дефиниција дека кади под кои услови. Джентлмен, мислам дека претежно тоа го има човекот во себе или го нема. А што треба да поседува еден джентлмен според вас? Па види, тоа е многу по-комплексен одговор. Ние ќе кажам на кратко што сме успеале да направиме. Во време на кризата, во првата година имавме 56 акции, официјални зборам, иначе сигурно биле многу повеќе, публикувани зборам со благодарници. Во втората година преку 100 акции имаме. Иначе до нова година имаше 3-4 акции, мислам за кажано, ако е сега празнично, ладно. Морам да ви кажам дека чистиме, садиме, носиме компјутери за деца, помагаме во спорт, музика, све што што има можност, на оркестри носиме инструменти, на деца млади што имаат некои таленти ги поддржуваме. Сегде каде што можеме, нормално, колку што ни е силата, ние не сме толку мокни да може да ги решиме сите проблеми, но самата поддршка што ја даваме, луѓето се многу благодарни и реално чувството кога ќе помогнеме на некоја категорија што реално и треба помош, е големо. Господине Гишовски, ви благодарам за вечерашното гостување во Трелинг. Ви благодарам и на вас и ви посакувам успех и успешно на 2023.
Разговорот на нашата колешка Марија Димишкова со нејзиниот соговорник беше последната содржина за ова издание на Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време, 20 часот и 45 минути, а во меѓувреме читајте не на triling.mk. Пријатно!